Убав почеток на годината, вели сопранот Наде Талевска за гала-оперскиот концерт во Националната опера и балет по повод празникот Василица. Со години за овој настан постои голем интерес кај публиката и се бара билет повеќе. Била еден од најубавите и најголемите настани во нашата куќа, а верувам дека воопшто и публиката, цела земја го гледа како таков, така да дефинитивно еден од најубавите почетоци на годината. А токму настапот на Талевска со арија од оперетата Грофица Марица од Емерих Калман го означи стартот на солистичкиот дел од концертот. Изборот на оваа арија беше адекватен за почетокот на програмата, зашто низ изведбата се подига расположението кај публиката. Аријата е многу, би рекла, атрактивна за пошироката публика. Се работи за танц, за убава здравица, каде што она ги весели луѓето, да кажам, на сцена им пее, за да они танцуваат, така што мислам дека соодветно почнува, нели, концертот токму со таа арија, каде што доаѓам да ги расположам луѓето, да ги разиграм за да уживаат и понатаму во вечерта. Иако во празничен тон, изборот на ариите не беа лесни и популарни ноти за широката публика. Таков е карактерот на Василичарскиот концерт на Националната опера и балет, што се виде и од настапот на Зоран Сотиров. Тој ја изведе аријата од Ненадеж, од операта Андреа Шение, од композиторот Умберто Джордано. За да се одговори на оваа задача, потребно е повеќегодишно искуство, вели овој тенор. Захтева вака бели коси, малку да човек остаре, да се озре, што не значи дека ќе биде добар, меѓутоа захтева зрелост. Едно така, покомплицираните, покомплексните арии, јас од душа чекав да дојде. Тој се осврна и на карактерот на Василичарскиот концерт. Он е изрелаксиран, меѓутоа има една доза на, секој задржавме доза на тежина, да не биде само така на оние најпопуларни работи, но сепак да бидат умно одбрани, да има една тежина, бидејќи еден од главните настани во целата сезона. Дел од солистите имаа можност пред публиката да покажат уверлива вокална трансформација, зашто во двата дела од концертот изведуваа различна програма. Тоа е случајот и со мецо-сопранот Николина Јаневска. Таа во првиот дел се представи со аријата на Розина од операта Севилскиот Бербер од Росини, а во вториот дел со арија на Кармен од истоимената опера на Жорж Бизе. Првата е од фахот колоратурен мецо-сопран, значи бара, значи многу виртуозност во гласот, покретност и раздвиженост, комедија, значи дуго расположение, додека втората е драматична улога, каде што бара гласот да е исполнет, полн, значи со највисок сјај, со најголем волумен да се изведе аријата. Значи две контрастни арии ќе испеам. А шансата што и се дава да учествува на концертот заедно со колегите, за Јаневска е задоволство. Мене ми е секогаш задоволство да бидам дел, бидејќи ова е веројатно и најпосетениот настан кој што организираме ние како Национална опера и балет, така да мене ми е апсолутно задоволство да ете представам ансамблото на солистите од оваа куќа. Под диригентската палка на маестро Клод Лапалм од Канада, кој диригираше со оркестарот на НОБ, беа изведени и дуети, хорски делници и балетски парчиња за кои беше задолжена Саша Ефтимова, а режијата ја потпиша Дејан Прошев. Накратко, на гала-оперскиот концерт во НОБ за Василица имавме прилика да слушнеме виртуозни и технички издржани настапи на солистите за кои публиката не штедеше аплаузи.
Традицијата на гала оперскиот концерт на Националната опера и балет за празникот Василица е долга и датира од 1995 година. Од тогаш до денес интересот за овој концерт е голем. Така беше и годинава, кога беа распродадени до последно место билетите за двете концертни вечери.